Пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Одговарам денеска на уште едно прашање, тоест на неколку прашања од една иста личност. Тоа е моја драга пријателка, Инстаграм пријателка, Гонче. Уште однапред фала ти, Гонче, што одвои време да напишеш така поголем текст и да срочиш неколку прашања и се супер, али ајде да ги погледнеме прво, па ќе се вратиме назад за да дадам моje мислење и одговор. Гонче, фала ти за првово прашање. Нема многу да зборувам по оваа тема, од причина што нема што многу да се разложува и обработува во прашање со никулците. Да бидам искрен, јас не ги јадам, не ги додавам во исхрана, но како и да е, никулците се добар растителен продукт, од причина што пред се имаат многу малку калориска вредност. Ако целта ти е можеби да ги конзумираш, да добиваш нутритивна вредност, ама за да не внесеш премногу калории, имаат извор на протеини, имаат извор на растителни влакна и имаат исто така се добар извор на витамин С. Од она што јас можев да видам, така да имаш зелено светло, слободно користи ги во исхраната. Ако си ги користела, а не си била сигурно, продолжи, така да нема, сам искрен, јас не сум ги користел, не ми дошло никогаш на памет, али како и да е, се добар производ со одлична нутритивна вредност. Имам нешто повеќе да ти кажам за прашањева што сега следува, а прво ќе го погледнеме, па ќе дадам одговори моje мислење. Гонче, фала ти уште еднаш. И по првово прашање за бадемите што ме праша, бадемите се прво одличен спој на нутритивна вредност, земи од протеини, земи од масти, земи од микронутритивна вредност, повеќе во минерали, но како и да е, зошто ги ставаат луѓето во вода? Од причина што со мојот драг пријател Сашо Дрвошански пред може веќе има неколку месеци наназад, зборувавме за една тема антинутриенти. И антинутриентите во принцип не дозволуваат апсорбција на нутриентите во исхраната, односно делумно дозволуваат апсорбција на одредени нутриенти во исхраната. Едниот тие антинутриенти ги има и во бадемите, односно во лушпата на бадемите. И ако не се лажам, тие се танин соединение и практично стоењето од вечер на бадемот во вода дозволува да се ослободи танинот, што ќе придонесе за многу поголема и подобра апсорбција на вистинската и реална нутритивна вредност што има бадемот. Затоа се случува тоа и да, добро е да се прави, иако јас никогаш не сум го правил и не го правам од причина што никогаш не ми текнува, секогаш заборавам да го направам и никогаш не планирам никогаш не ги планирам у принцип ужинките што ќе ги јадам, туку некако ми се on the go. И затоа не го правам, али дефинитивно е добро да се прави. Тоа јас би ти кажал. Во врска со второто прашање за путерот на кикирики, исто така одлична комбинација за ужинка. Дури јас често и го знам путерот кикирики да го додам во шејкот кој што си го правам за после вежбање, затоа што ја зголемува протеинската вредност, но од друга страна да знаете дека путерот кикирики знае да биде и доста калоричен. Во 100 грама на путерот кикирики имате преку 500 калории, 50 грама на масти, што у секој случај е супер, нема премногу јаглехидрати, затоа што некаде над 20 грама од таа вредност на путерот кикирики доаѓа и протеинската вредност, има и некои микронутритивни вредности, значи е низок во јаглехидрати, што е добар распоред на нутритивните вредности за да не можеби си го зголемите јаглехидратниот внес во денот, но во секој случај ја можеби во ужинка не би препорачал повеќе од
една супена лажица да ја сконзумирате, не знам, да ја намачкате на оризови галети или да ја ставите во протеински шејк или да ја сркнете чисто така како многу побрза варијанта. Така да и за двете, значи, односно за путерот кикирики, самите кикирики имаш зелено светло и јас ги конзумирам и кикириките и бадемите со тоа што само бадемиве не ги ставам во вода, заборавам, а инаку да, добро е и таа е причината поради која што многу луѓе, да речеме, ги оставаат во вода да одстојат. И не знам, можеби ти одговорив на прашањава, Гонче, можеби недоволно, како и да е, ако имаш било какви други потреби за дообјаснување на овие работи, затоа што не знам колку сум во можност да опфатам во овие 5 до 10 минути, слободно пиши ми пак назад и ќе искомуницираме и ќе ти одговорам на се што јас знам, умеам и имам до сега искуство. И нормално за сите останати кои што сакате да одговорам на некои прашања, или користете го хаштагот AskJosif, или комуницирате ме директно во порака на фан страна, на некој од профилите Facebook, Instagram, небитно. И фала ви уште еднаш за времето кое што го одвојувате да ја следите оваа содржина. Се гледаме во следна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!